ono što je ključna razlika, prvo ključna sličnost između istraživačkog i dnevnog novinarstva je istina. Dakle, nemam kompromisa sa istinom. U dnevnom novinarstvu ta istina je odgovor na to jedno pitanje koje je danas važno, a u istraživačkom novinarstvu je to odgovor na pitanje zašto, odnosno šta se krije iza svih tih informacija koje su se o nekoj temi pojavile. Dakle, istraživačko novinarstvo znači kopanje ispod površine, za šta novinari u dnevnim redakcijama uglavnom nemaju vremena. Reputacija jedne istraživačke redakcije na reputaciji se radi svakog dana i jako dugo je potrebno da se izgradi ta dobra reputacija, a na drugoj strani je dovoljno da napravite jednu ili dve greške i da je potpuno urušite. I zato mi sa svojim know-howom i kako radimo, ostavimo stvarno minimalno prostor za grešku, praktično da ne postoji način da se pogreši i na taj način ugrozi vaša reputacija. Подолго време политичкиот, општествениот и медиумскиот амбиент не беше поволен и поддржувачки за истражувачкото новинарство, но во последните години, во последниот период, се создава простор и услови за подем на истражувачкото новинарство во кое се забележува значителен напредок. Многу медиум остапуваат простор за истражувачкото новинарство, многу проекти внатрешни и надворешни го поддржуваат истражувачкото новинарство и мислам дека резултатите од него се евидентни. Полека се оформуваат нови медиуми кои што се фокусирани на истражувачко новинарство, што представува еден вид на предност, бидејќи од нив и традиционалните медиуми црпат многу искуства или многу информации кои што доведуваат до тоа сепак информацијата, она што е важно, каде што постои нечија општествена одговорност да се пласира на вистински начин, што не беше возможно во изминатите години. Zahvaljujući istraživačkom novinarstvu postoji mogućnost da javnost, odnosno građani, znaju šta se dešava u njihovoj zemlji, zaista šta se dešava. Ne ono što žele da im plasiraju na dnevnom nivou ni političari, ni privrednici, ni pravnici, bili oni dobronamerni ili zlonamerni. Го гледам во самите новинари, бидејќи последно време има новинари што се све повеќе амбициозни, што се све повеќе упорни и решителни. Значи тоа се основни предуслови за да постои истражувачко новинарство. Доколку медиумите обезбедат доволно пари, меѓутоа и новинари, кога би се одвоила дневната од истражувачката работа, дека би можело многу повеќе да се развие истражувачкото новинарство, а со тоа и самото дневно информативно новинарство да биде уште поквалитетно, да се задржи примарната насока на дневно информирање, меѓутоа да се храни и да се турка истражувачкото новинарство. Upornost, istrajnost, doslednost, iskrenost, objektivnost, sve ono što je potrebno za jednog dobrog čoveka. Za istraživačko novinarstvo su potrebna razne vrste odricanja. Preosnovno da vi nemate praktično ni svoj privatan život i da ste spremni na to da radite 24 časa dnevno. Znači, mi ne ostavljamo posao u redakciji, već ga nosimo sa sobom kući. Tako da, praktično, svo svoje vreme posvećujemo nekoj temi koju moramo da istražimo. Обуките се многу корисни, новинарите многу учат, бидејќи им се пласираат искуства од странство,
најразновидни алатки кои што реално ни се достапни многу, меѓутоа треба некој да ни ги покаже. Охрабруваат исто така многу, меѓутоа сепак треба да се ослободат и самите новинари конкретно во Македонија, за да можат да го применат она што го учат овдека. Пред се мислам дека и редакциите треба да им остават простор на новинарите, да можат да го покажат она што го научиле. Им помага на новинарите кои што се бават со истражувачко новинарство да усовршат дел од латките и тактиките на истражувачкото новинарство, да ги усовршат и да ги научат каналите преку кои се обезбедуваат податоци, документи, како тие се потврдуваат, да научат одредени трикови како се интервјуираат соговорници и слично.